Утре во Струмица ќе се одигра 25-тото финале на Купот на Македонија, а ќе се сретнат екипите на Шкендија и Пелистер. Ова за двете екипи ќе биде четврто финале и можност да стигнат до вториот трофеј во нивната историја. Шкендија после две загубени финалиња минатата сезона за прв пат стигна до трофејот од Купот на Македонија, откако во финалето беше совладан составот на Работнички. Тетовци оваа сезона ќе се обидат да го одбранат трофејот, зашто се и благи фаворити во однос на Пелистер. Екипата од Битола единствениот трофеј го има освоено во 2001 година, кога во финалето на градскиот стадион во Скопје ја совлада Слога Југомагнат. Составот на Шкендија веќе има обезбедено настап во фудбалска Европа, додека Пелистер пласман во Европа лигата ќе бара преку финалето против Шкендија. Доколку Пелистер не успее да го освои трофејот, можност за излез во фудбалска Европа ќе бара преку првенството, каде за најголем конкурент за четвртото место го има составот на Ренова. Шкендија до финалето стигна откако ги елиминира големо Конјари, Работнички, Шкупи и Вардар, додека екипата на Пелистер на патот до финалето ги совлада Беласица, Ренова, Силекс и Брегалница. Градот Струмица по втор пат во историјата ќе биде домаќин на финалниот надпревар од Купот на Македонија. Првото финале на истокот од нашава земја се одигра во 2002 година, кога екипата на Победа од Прилеп беше подобра од Цементарница. Најтрофејна екипа во Купот на Македонија е Скопски Вардар со 5 трофеи, додека Работнички е втор со 4 пехари. Од тетовските екипи Тетекс има 2 триумфи, додека Шкендија има 1 пехар кој го освои минатата сезона. Финалето помеѓу Шкендија и Пелистер ќе се одигра утре на стадионот Младост во Струмица со почеток во 17 часот.